Здраво, дечки, добродојавте пак на Дома со Леа. Денешното видео го посветувам на неколку случаи кои што многу ме вознамирија и кои што ме поттикнаа да направам едно мало истражување на една доста актуелна тема. А тоа е момо. И покрај тоа што содржините на овој канал се наменети пред се за мамички, нема да зборувам за Джейсон Момо, туку за еден друг далеку понепријатен Момо. Пред да почнам да ве потсетам да се сабскрајбнете на мојот канал Дома со Леа. Доколку сте првпат тука, здраво, јас сум Леа, мајка на годиначе, и Дома со Леа е местото каде што секој понеделник споделувам видеа за мајчинство, родителство и за работа од дома. Да се навратам на случките. Пред празнициве ја носев ќерка ми на контрола кај педијатар и додека татко и чекаше ред, јас и она со количката се прошетавме во блиското паркче и наближивме до едни лулашки на кои што имаше само едно дете. Кога полека наближивме до лулашките, детето скокна, дотрча до нас, беше цело расплакано и ми се обрати со зборовите: можете ли да ме несете до најблиската болница? Го прашав што го боли, да не го каснало нешто. Не, вели мама и тато се таму. Го прашав што прават мајка ми и татко ми во болницата. Детето ми рече дека таму се на преглед за помалото братче. И тогаш малку се смирив, затоа што тоа значи дека се во истата болница каде што и ние чекаме ред. Болницата, ординацијата буквално е на 30 метри од местото. Детето беше на возраст од околу 7-8 години. Го прашав зошто плаче и ми рече дека се исплашил. Го прашав од што се исплаши, бидејќи имаше доста други луѓе околу игралиштето, други деца на соседното игралиште, имаше кучиња во тревата, може да се плаши од кучиња. Го прашав зошто, од што се исплашил и ми рече дека помислил дека момо ќе му дојде. Не бев сигурна дека слушнав добро и го прашав: мислеше дека мама ќе дојде? А детето вели: не, мислев дека момо ќе дојде. И во тој момент почувствував како ме обзеде бес за сите шпекуланти и глупаци кои што споделуваа фама за кликови и за лајкови. За сите кои што не знаат што е момо, тоа е една шпекулација, измислица за игра која наводно ги контактира децата преку апликации на нивните мобилни телефони, апликации за комуникација и социјални медиуми, и која секој ден им задава предизвици насочени кон себе наштетување и наштетување на околината со ултимативниот предизвик самоубиство. Како и да е, за веста беше искористена слика од многу страшен женски лик, која што нема врска со играта, е фотографија од некоја скулптура од јапонски уметник. Но самата слика е доволно да ја погледнате неколку милисекунди за во вас да го поттикне основното чувство на страх. Чист, исконски страх. Да објаснам, детето кое ми се обрати на игралиштето плачеше заради стравот дека ќе му дојде момо. Ме разбирате, ако момо е некој измамник што ве контактира преку социјални медиуми, он не може да ви дојде среде бел ден на игралиште кај што си седите, си се лулате и родителите ви се на 30 метри. Значи, детето кое што ми се обрати плачеше заради својата фантазија поврзана со сликата која ги преплави медиумите. Уште сум загрижена за детето, иако што ми е препозна ординацијата, излезе со мене од игралиштето, си истрча натаму, си ги најде родителите. Родителите очигледно беа загрижени за прегледот на малото или има некоја итна ситуација во врска со тоа. Штом се сретна со нив, престана да делува воопшто загрижено. Не верувам дека им кажа дека се уплашило и од што се уплашило, но како и да е. На момчето во напливот на бес не може да му одговорам многу повеќе од тоа да го прашам дали знае дека момо не постои, дека тоа е само фотографија, дека нема ништо страшно, нема нешто што може да му се појави, нели? Но знам дека што и да кажев не е доволно да го разубеди. Знам многу добро, затоа што и самата како дете се плашев од слични фантазии до возраст
што ми е непријатно да ја споделам со вас. Но многу ми е интересно што пред цела оваа фама за Момо да се појави во медиумите, видов твит кој што апелира за Момо од акаунт кој што не е многу популарен, и им се обратив. Особата за акаунтот почна да ми пишува во ДМ наместо да го продолжи разговорот во нишката од иницијалниот твит, и се представи како инспектор и тврдеше дека дете во нејзино сродство било контактирано од играта и дека имало трајни последици, пошто само ги информирале родителите на другарчињата на тоа дете и не кажува дали презимале ништо. Се распрашав за јазикот на кој што е контактирано дете, бидејќи македонскиот јазик има многу мала група на корисници и најчесто кога некој измамник се обидува да ме контактира на македонски, тоа го прави преку Google Translate, кој што лошо преведува и веднаш ќе познаете дека станува збор за измама. Меѓутоа, акаунтот потврди дека детето било контактирано на чист, добар македонски јазик, не од Google Translate, и дека било контактирано од странски број што започнува на 314. Таков позивен код не постои. На 16 и 17 април нашите медиуми беа преплавени со сликата од Момо, што гледаме какви трајни последици остава. И сите објавуваа изјава од некој директор во Битола дека имало случаи на самоповредување на ученици во неговото училиште, меѓутоа никој не сподели изјава од МВР, дали е тоа пријавено, детали што им се случило на учениците. Ме разбирате, не барам имење и презимење на деца, не барам фотографии за тоа што го направиле, иако и тоа е корисно. Што е со фотографиите, со принтскрините, маскирање, каде што би се виделе контактите, да знаеме кој е тој канал, какви се тие броеви што не контактираат, така? Веб експертите за безбедност ги нарекуваат овие случаи на морална паника, во која сензационалистичка лажна вест прави бура во медиумите кои објавуваат не во целост проверени информации. И додека ваквата измама и сензационализам нам може да ни биде добар потсетник дека треба да се запрашаме што нашите деца прават на интернет, дали разговараат со некого, што сакаме да ни кажат доколку нели се случува во нивните животи, и општ потсетник за тоа како можеме да внимаваме што конзумираат нашите деца во медиумите и на интернет. Сепак, грозоморната слика која заедно со насловите дека деца се самоубиваат заради играта, што се ширеше во нашите медиуми, има огромен импакт на една цела помлада генерација на деца, кои што за секогаш ќе го носат ликот на Момо во своите фантазии, ќе се плашат да спијат сами, ќе се плашат да се шетаат сами среде бел ден. Многу ми е жал за децата, и се надевам дека сајтовите се задоволни и дека им вредат нивните кликови и гледаност што ги освоија со ваквите статии. Затоа, дечки, ве молам, не ги изложувајте децата на стресни слики и содржини. И не дозволувајте медиумите да го прават тоа за кликови. Ако се уште не ви е јасно, еве, овие 9-годишни девојчиња ќе ви објаснат со едноставни зборови. Ако кликате на вакви објави, им го давате на оние што ги прават објавите токму на што го сакаат. Кликови и гледаност.